Драги слушателки, еве не во уште една епизода од подкастот Жени со надеж. Поздрав и од мене. Се надевам дека сте добро. Се радуваме што сме повторно заедно. Денес разговараме за ривалството, и тоа не било какво, туку ривалството меѓу браќата и сестрите. Мислам дека темата е одлична. Повеќето од нас имаме некакво искуство со оваа тема. Или сме имале браќа, сестри, или имаме повеќе деца, па можеме да го видиме нивниот однос, или пак имаме деца во нашето обкружување, во поширокото семејство. Како и да е, темата е навистина актуелна и присутна на секаде околу нас. Да, ова се теми од нашиот секојдневен живот, кои само се трудиме да ги согледаме од некој друг агол, да дознаеме нешто ново и да ги примениме тие сознанија во нашите животи, во нашето секојдневно действување и со тоа да подобриме некои аспекти од сопственото функционирање. Кога ќе обработиме некоја тема, јас секогаш добивам некоја нова идеја или почнувам да ја гледам таа тема на малку поинаков начин. Така е и кај мене, а се надевам дека е така и кај нашите слушателки. Нашата желба е да поттикнеме поинакви размислувања на одредена тема, да научиме нешто и да го примениме истото во секојдневниот живот. Денешната тема е вистински предизвик. Јас пораснав во семејство каде што имав браќи и сестри, имам и повеќе деца, а во моето обкружување имам многу семејства каде односот меѓу браќата и сестрите е предизвик, и тоа секојдневен. Да, и кај мене е таков случај. И постојано се приспитувам каде може би грешам и како е најдобро да го поттикнеме тој однос да биде што подобар. Различни карактери, различни вредности, различни потреби. Навистина е чудо ако некој успее да поправи се и да ги намали конфликтите и кавгите на минимум. Јас се обидов да спроведам разни теории во пракса и не се покажа баш успешно. Некои луѓе велат дека времето, растењето и созревањето ќе си го направат своето. Други пак велат дека некои нешта никогаш нема да се решат ако не се решат додека браќата и сестрите се мали. Различни се ставовите, различни се искуствата. Верувам дека не постои некој универзален рецепт. Така е. Јас исто така верувам дека сите сме толку различни што нема еден рецепт и едно решение. Но секако ќе поразговараме со Моника која ќе ни помогне се тоа подобро да го разбереме. Еве не повторно во епизодата од програмата Жени со надеж. Темата на денешната епизода е односот меѓу браќата и сестрите во семејството. Темата е позната, ни се чини дека веќе знаеме многу, но тука е Моника да ни објасни некои други аспекти и да ни даде некои совети и насоки. Драги девојки, јас сум подготвена и може веднаш да тргнеме во нова авантура низ психолошките термини и теории. Се надам дека и нашите слушателки ќе уживаат со нас и ќе научат нешто ново што ќе може да го применат со своите семејства или во околината во која се наоѓаат. Значи, како би можеле воопшто да го дефинираме односот меѓу браќата и сестрите во рамките на едно семејство? Дали е тоа секогаш и само ривалство? Овој пат не е лесно да се даде една дефиниција на оваа тема. Наместо тоа, семејството представува еден вид мала лабораторија, како што би го нарекле некои истражувачи. Тоа е место каде што одредена група луѓе, членови на семејството, формираат својата група, ја уредуваат, воведуваат нови членови и ги градат односите меѓу нив. Тоа е место каде што се расте, се комуницира и се учи. Меѓутоа, кога зборуваме за односот меѓу браќата и сестрите, родителите најчесто гледаат потполно романтично на тој однос, или барем така е на почетокот. Тие за своите деца посакуваат хармонични односи, игра, радост, соработка и поддршка, но она што се случува во пракса е најчесто нешто сосема друго. Тука се постојаните конфликти, љубомората, ривалството, надпреварувањето, осудувањата, незадоволството, борбата за правда и така натаму. И тоа е сосема нормално за одреден период. Интензитетот и времетраењето на тие конфликти се индивидуални и зависат од самото семејство. Една пријателка ми се пожали баш за ова. Очекувала дека како што растат децата, така ќе престанат и нивните кавги. Но вели дека дури и денес, кога се веќе возрасни луѓе со своји семејства, тие не можат да поминат ни 30 минути заедно, а да не почнат да се закачат и да се расправаат.
Прашањето ми е, дали е ова вообичаено кај сите или е сепак индивидуален случај? Од психолошки аспект, тие конфликти не се секогаш проблем, всушност тие и служат за детето да расте, да се развива, да научи да се наметне, да постави своите граници, да се одбрани. Меѓутоа, не би требало да ни биде нормално тој конфликт и таа тензија да трае цел живот. Созревањето и влијанието на околината, пред се на родителите, има големо значење за односите што се формираат меѓу браќата и сестрите во семејството. Истражувачите утврдиле дека семејството може да се наблюдува како мрежа на интеракции и дека со својот состав има 3 подсистеми: однос родител-дете, однос родител-родител и однос меѓу децата. Ова последното, односите меѓу самите деца, без оглед колку се на број, е она што се занимаваме денес. Сите психолози, социолози и други истражувачи се согласуваат дека тоа се потполно уникатни односи, поинакви од останатите меѓучовечки односи. Прво, тоа се недолготрајните односи, траат во текот на целиот живот, секако подолго отколку односите со родителите, сопружниците или некои други. Тоа се односи што не се учат, тие не се природно дадени и со нив живееме во текот на целиот живот. Тие се реализираат во семејството, спонтано, секојдневно и интензивно. Потоа, тие односи се поинтензивни во детството, додека подоцна во адолесценцијата браќите и сестрите полека се одвојуваат, бидејќи веќе немаат толку исти интереси. Секој има свое друштво, своји хобија, различно го организира своето време и со текот на времето доаѓа до оддалечување со преселбата и промената на просторот на живење. Она што е значајно е негувањето на тие заеднички спомени, интимните моменти, заедничкото поминато време, а тука е исклучително значајна улогата на родителите кои понатаму ќе представуваат спојка, ќе ги поврзуваат, ќе ги прават пријатни заедничките средби и нема да потикнуваат ривалство ниту споредување, туку постојано ќе истакнуваат уникатноста на секое дете и неговата вредност. Што е она што родителите би требало да го знаат или да го применат кога се во прашање односите меѓу нивните деца? Во последните неколку децении, почнувајќи од 80-тите години па навамо, правени се бројни студии и истражувања на тема семејството и однос меѓу браќата и сестрите. Една од најчестите причини за конфликт меѓу нив е споредувањето. Како човечки суштества ние сме склони кон споредување. Браќата и сестрите се природна основа за споредба. Тие се во нашиот дом, растат со вас и ведели разлика од само неколку години. Бидејќи се наоѓаат во иста околина и во иста куќа, тие се добра основа за споредување. Например, на браќата и сестрите им е лесно да го споредуваат училишниот или спортскиот успех или да се надпреваруваат околу тоа кој е миленик на родителите со оглед на тоа што често имаат слични искуства како одење во исто училиште. Колку се децата поблиски по возраст, толку поинтензивно може да биде ривалството меѓу нив. Таа природна склоност да се споредуваме едни со други, луѓе потенцијално е главна движечка сила на надпреварувањето меѓу децата. Тоа е така особено затоа што најмногу време во детството поминуваме со браќата и сестрите, поради што и најдобро ги познаваме. Се чини природно браќата и сестрите кои се во иста околина и се занимаваат со исти хобија, меѓусебно да се спротивставуваат и да се студираат. Меѓутоа, дури и оние кои не се надпреваруваат во исти активности, сепак наоѓаат начини за докажување. Истражувањата покажуваат дека некои деца се трудат да се издвојат и да бидат поинакви од браќата и од сестрите со намера да го намалат докажувањето, особено ако се на слична возраст. Во теорија тоа би го намалило ривалството, но истражувањата покажуваат мешани резултати. Дури и во тие случаи ривалството продолжува. Некогаш тоа трае до длабока старост, само предметот на ривалството се менува. Сумата на заработени пари, големината на куќата и така натаму. Друг важен двигател на ривалството е идејата за предност, која според стручњаците е од суштинско значење за децата. Родителите на помладите деца веројатно ќе им дозволат одредени привилегии порано, отколку што го направиле тоа со постарите. Ако на помладите деца им било дозволено нешто на помала возраст, отколку што му било дозволено на постариот брат или сестра,
постариот може да смета дека тоа не е праведно. Тоа секако доведува до конфликт, исто така се покажува дека возрастните браќи и сестри не ја прераснуваат жилбата за праведност. Напротив, потребата за праведност е една од факторите кои може да го продолжат ривалството и во зрела доба. Истражувањата покажуваат дека луѓето кои се во конфликт често веруваат во една работа. Ако потекнуваат од исто семејство, тогаш е единствено фер да бидат исти или барем рамноправни. Сепак, одредено ниво на ривалството меѓу возрастните не е потполно лошо. Добар дел од испитаниците изјавиле дека биле уште помотивирани да постигнат успех во животот и кариерата, токму затоа што чувствувале ривалство со браќата и сестрите. На крајот, колку ќе трае ривалството зависи пред се од карактерот, но не треба да се заборави на влијанието на родителите. Имено, родителите треба да бидат модел за решавање на проблеми и да имаат социјални вештини. Во куќата може да постои конфликт, тоа е природно и е здраво, но ако бидете пример за своите деца како треба да му се пристапи на тој конфликт, на начин да не се ескалира понатаму, тоа многу ќе им помогне подоцна во животот. Потикнувањето на децата да одржуваат блиски односи во зрелата возраст, дури ако тоа подразбира повремени кавги, може да биде значително важно. Тоа се односи кои на вистина траат цел живот. Браќата и сестрите ни стануваат уште по-важни во подоцнежниот период од животот, кога ќе останеме без родители. Тие представуваат последната врска со изворното семејство. На крајот на денот тие се единствените што за секогаш ќе се имаат еден со друг. Дали истражувањата покажаа дека некои наши размислувања и ставови по ова прашање се всушност предрасуди? Некои вкорените мислења за тоа колку разликата во годините или фактот дека растеме со брат или сестра или сами влијае на карактерните особини не треба да се сваќаат како правило, а уште помалку да служат како образци во воспитувањето. Една од предрасудите е мислењето дека единците не сакаат да ги споделуваат емоциите и нештата. Ова мислење го побиваат бројни примери од секојдневниот живот. Исто е и со тврдењето дека сите постари деца повеќе се трудат, полесно преземаат одговорности и настојуваат да ги исполнат очекувањата на родителите, или дека средните деца тешко си го наоѓаат местото во семејството и дека подоцна во животот имаат проблеми со идентитетот. Меѓу погрешните мислења спаѓа и она дека најмалите деца се многу размазени, па подоцна се неодговорни, имаат послободен став кон родителите и подоцна во животот полесно носат одлуки. Вистина е дека секој дете е уникатна е и неговата положба во семејството и тоа е она што според кој би требало да се придржуваме во пристапот на воспитувањето. Јас знам дека не е ни популарно, ни одговорно да се даваат совети, токму поради таа уникатност што сега ја спомена. Но можеме ли сепак, за крај на овој наш разговор, да им помогнеме на родителите кои имаат повеќе деца и се соочуваат со постојани конфликти меѓу нив? Да им дадеме некои насоки и совети за подобра комуникација? Така е, тешко е да се даде универзален совет, бидејќи секое семејство функционира поинаку. Но бидејќи некои насоки може да навистина да помогнат, еве неколку совети што вреда да се слушнат, тоа е: избегнувајте кога и да е можно да го користите братот или сестрата како пример, бидејќи тоа е сигурен пат кон ривалство, а на другото дете ќе му се чини дека некој е фаворизиран. Изјавата "мораш да го сакаш братот, сестрата, бидејќи сте род", заменете ја со заеднички активности и квалитетно поминато време. Потикнувањето на постарото дете секогаш да му попушта на помладото со зборовите "ти си постар и попаметен", само создава завист. Нека има праведно решение и секој нека сноси последици за своите постапки без оглед на возраста. Не присилувајте го детето да се извини кога не е подготвено за тоа. Почекајте малку, дајте му време, не го присилувајте со сила на прегратки. Подобро нека се случи подоцна и спонтано низ игра. Не му забранувајте на детето да ги покаже своите емоции со тоа што ќе му кажувате "престани да плачеш" или "не смеш да се лутиш". Нека ги искаже емоциите, а вие помогнете му да ги надмине. И на крај, немојте постојано да ги завршувате конфликтите со "јас ве сакам сите подеднакво", бидејќи секое дете е посебно. Наместо тоа кажете му на секое дете што најмногу цените кај него
зошто сте горди на него и која негова особина ви е уникатна. Еве, ова накратко би биле неколку совети, ако би додала уште еден. Вооружете се со трпение, бидете подршка и не ги продлабочувате конфликтите со вашето однесување. Вашата улога во тоа е навистина значајна. Драга Моника, фала ти за стручниот пристап кон оваа секојдневна тема. Навистина беше поучно да слушнеме и повеќе аспекти, а и да слушнеме добри совети на оваа тема. Драги слушателки, денес зборуваме за односот меѓу браќата и сестрите. Првиот дел беше посветен на научните дефиниции, а сега овој феномен ќе го разгледаме од аспект на Светото писмо. Во Светото писмо има повеќе примери за односите меѓу браќата и сестрите, а ние ќе спомнеме само некои. Ве поттикнувам и самите да го истражувате Светото писмо, бидејќи е неисцрпен извор на мудрост. Првиот пример е на самиот почеток на Библијата, во книгата Создавање, каде што се зборува за Каин и Авел. Каин бил земјоделец, а Авел бил пастир. Во Библијата не пишува каков бил односот на родителите кон нив, но пишува дека ривалството меѓу нив несомнено постоело. Желбата за докажување и зависта отишла до таму што Каин губил својот брат. Кога Бог го прашал за него, Каин одговорил дрско: "Зар јас сум чувар на братот свој?" Тука гледаме како зависта се претворила во омраза, која не престанала дури никога братот веќе го немало. Ова е практичен пример за она што го кажа Моника. Карактерот е пресуден фактор. Каин покажал карактер без кајање и понизност. Да, тоа е навистина силен пример. Кога размислувам за браќата, веднаш ми доаѓаат на ум Јосиф и неговите браќа, Исав и Јаков, но и новозаветните приказни за Марија и Марта или за апостолите како Јаков и Јован или Андреј и Петар. Одлично ги издвои овие примери. Би сакала да ги спомнам и браќата кои до крај не можеа да се откажат од ривалството. Исав и Јаков. Како и кај Каин и Авел, тоа се два сосема различни карактери. Но, тука имаме и детали за воспитувањето. Овде зател односот меѓу родителите, бидејќи секој родител фаворизирал по едно од децата. Мајката му помогнала на Јаков да го добие благословот на првородениот со лукавство. Што се случува кога родителите фаворизираат едно дете на сметка на другото? Наместо да смируваат, тие го продлабочуваат раздорот. И затоа не е чудно што тој конфликт останал до крајот на нивните животи. Дури и кога се помириле, тие никогаш не изградиле вистински близок однос и морале физички да се одвојат. А јас би продолжила со моделот на однесување кој се пренесува низ генерациите. Јаков, кој бил фаворизиран од мајка си, подоцна кога самиот станал татко, повторно го фаворизирал Јосиф, а подоцна и Венијамин. Тоа му донело многу патење, 100 години мислел дека Јосиф е мртов и живеел во лажно уверување дека го растргнале зверови. Ниту овде не гледаме пример на родителска поддршка за амортизирање на тоа природно ривалство, туку напротив, поттикнување на истото. Можеме да се подсетиме и на синовите на царот Давид, кои биле многу различни и често во конфликт. Кај нив дел од оправдувањето може да биде тоа што имале различни мајки, па ривалството меѓу жените на Давид се пренело на децата. Секоја сакала да обезбеди најдобра позиција за своето потомство низ борба за престолот. Повторно гледаме недостиг на квалитетна родителска интервенција за спречување на трајните непријателства. Би можеле вака и со други примери, но време е да завршиме тука. Слушнавме многу теми за размислување. Сега следен чекор е да го примениме наученото во пракса, па ајде да се помолиме заедно. Драг небесен татко, ти благодариме што ни даваш можност секој ден да учиме од тебе. Опрости ни ако сме сгрешиле во односот кон нашето семејство, особено кон децата. Помогни ни да им бидеме светлина и да можеме да те представиме тебе и твојата совршена волја. Отвори ги срцата на нашите деца за да те запознаат, а нам дај ни мудрост и сила да им помогнеме на тој пат. Нека се прослави името Твое во името на Исус Христос. Амин.
Стигнавме до крајот на денешната епизода. Не заборавајте дека сте вредни, скапоцени и сакани во Божјите очи. Ако сакате да споделите некое ваше искуство, тука сме за вас. Следете на социјалните мрежи, Facebook, Instagram под името Жени со надеж или пишете ни на имејлот zenisonades@gmail.com. До слушање!